Првин дозволете да споделам со сите вас дека овие избори и претседателските избори, но и локалните избори во 3 општини помина на фер, коректна и демократска атмосфера и секако дека структурата на Демократската унија за интеграција, активистите беа ангажирани активно и ова се одразува и во резултатот на општини кај што раководат кадри на ДУИ. Имајќи предвид дека и во општина Липково на 2600 гласови за нашиот заеднички консензуален кандидат, во општина Сарај победа за Стево Пендаровски и така натаму, моје мислење е дека имајќи предвид дека и целата изборна кампања и со се што се соочивме во ова изборна кампања, сепак победи концептот кој ги зближува граѓаните, а тоа се одразува и, како што реков, и со конкретни резултати. Каква порака испратија граѓаните албанци со ваков одзвук? Една порака сигурно дека испратија, дека не ги поддржуваат лажните патриоти. На Република Северна Македонија е потребно отварање на нови перспективи за окружување на нашите стратешки цели. Но навистина е мало фатот на луѓе што... Да, ако ги гледаме резултатите, тие првични што ги имаме и што се веќе обработени, дозволете да истакнам дека Блерим Река, професорот Река, доби мала поддршка, така што не може да се спореди и со други кандидати кои низ историјата на претседателските избори беа кандидати и беа успешни. Например, не може да се спореди со Муарем Неџипи, не може да се спореди со Имер Селмани, не може да се спореди со Гзим Острени и така натаму. Како ги мотивирате албанците во вториот круг да излезат? Значи, ние сме максимално фокусирани овие избори да се заокружат во најдобар можен начин. И на Македонија време е да победи концептот кој ќе отвори нови перспективи. И очекувам дека граѓаните ќе дадат поддршка. Благодарам. Не само од сите тројца, туку господинот Река доби и историски мала поддршка. Гледано, споредено со сите избори претседателски кои се беа организирани во нашата држава. Така што, каде што сме кандидирале директно, дозволете да споделам со сите вас, дека кандидатот на Демократска унија за интеграција во општина Дебар извои победа. И тоа голема, значајна победа. Така што граѓаните знаат да разликуваат, да направат разлика и ќе дадат поддршка, силна максимална поддршка за таа опција со која ќе се заокружат стратешките цели. За таа опција која ќе отвори нови перспективи. И очекувам таа поддршка да се зајакне во втората рунда на претседателските избори. Каде се вашите сопартици? Денеска јас сум представникот на Демократската унија за интеграција, така што можеби и некој ќе ми се придружи, но висок партиски представник јас сум и како портпарол на Централниот изборен штаб и како носител на доста значајни позиции во самата партија.